Македонија денеска го одбележува празникот посветен на Свети Климент Охридски, светецот заштитник на Македонија, на Охрид, на Македонската православна црква, но и основачот на Охридската книжевна школа. За делото на овој духовен светец, но и просветител, утрово во Македонија наутро разговараме со отец Илија Мицевски Игнат. Отец Илија, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро и нека е честит денешниот празник посветен на Свети Климент Охридски. Добро утро и честит празник на сите. За почеток, отец Илија, која е духовноста и историскиот подвиг на Свети Климент Охридски и зошто денес го сметаме за еден од најголемите столбови на македонската духовност и писменост? Добро нагласивте, Свети Климент Охридски има еден голем духовен подвиг во неговиот живот, но исто така и големо историско значење за нас, а и воопшто за словенските народи кои што живеат во Европа. Неговата духовност започнува уште од најмлади години како ученик на светиот Методи Солунски и на светиот Кирил, тогаш Константин, професор на Магнаурската школа во Константинопол. И ете како еден од најдарените ученици ќе учествува со нив во најголемите мисии. И во Хазарската мисија, но исто така ќе биде присутен во она што е најважна за нас, во мисијата во Панонија и во Моравија. Ќе им помогне во описменувањето и создавањето на глаголицата. И ете таму ќе биде и помошник и на светиот Методи подосна во мисијата на помеѓу словените и во преведувањето на богослужбените книги на Светото Евангелие. Таа духовност се изразува откако со другите колеги ученици ќе ги претрпи сите прогони што биле направени од латинското свештенство. И ете прогоните и изгонети од Моравија ќе слезат навамо во нашите краишта. И ете тука ќе биде ракоположен за епископ и пратен да предложи мисијата на светите браќа Кирил и Методи на словенски јазик, на јазик кој што го зборувале луѓето кои што живееле на овие простори. И не само што ќе продолжи таа мисија, туку ќе создаде уште поголема мисија. Историски многу важна, а тоа е прво да го проповеда Словото Божјо, Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Второ, да ги описмени луѓето кои што живееле тука, да ги научи да пишуваат, да читаат, а тоа ќе биде темел на подосна создадената Охридска школа и продолжување на евангелизацијата и на описменувањето на словените понатаму во историјата. Споменавте Охридската книжевна школа. Свети Климент Охридски е основач на Охридската книжевна школа. Какво е неговото значење за писменоста и воопшто за развојот на образованието и словенскиот јазик? Да, зборуваме за еден универзитет основан на Свети Климент Охридски. Универзитет и школа која што ќе придонесе многу не само во образованието, туку во описменувањето на словенските народи. Универзитет каде што во тогаш среден век ќе се изучуваат сите класични науки, но најважно ќе биде описменувањето на студентите или на учениците кои што ќе учат таму со словенската азбука, со словенскиот јазик. Ете од тие над 3500 ученици кои што ќе излезат од тој универзитет ќе бидат распределени по епархијата и ќе остава свештеници, проповедници, преведувачи, учители и пишувачи или копирачи на богослужбените книги. Ете од таа книжевна школа, книгите што ќе се копираат во таа книжна школа, ќе се преведуваат на словенски јазик, ќе стане центар од каде што ќе се нарачуваат книги за храмовите и за културата на другите словенски земји кои што подосна во средниот век ќе се развиваат и ќе развијат некакво чувство за припадност на словенството. Ете, таа школа е многу важна од историска гледна точка, не од друга гледна точка. Школа која што не се занимава само со описменување, значи со буквите и со писмото, туку буквално ги учи сите можни науки кои што се изучувале тогаш во тој период. Отец Илија, какво е одбележувањето на православните верници на овој празник посветен на Свети Климент Охридски? Какви се традициите и обичаите? Како секој празник кој што го празнуваме во црквата, така и овој празник најпрво се празнува со богослужби.
Ете, сношти имавме свечените вечерни богослужби по повод празникот на Свети Климент. Имаме две централни места каде што денес се празнува овој празник. Првото се разбира во Охрид на Плавошник, каде што денес го имаме обновениот манастир на Светиот Климент Охридски, каде што се наоѓа дел од неговите свети мошти. И второто централно место каде што се прославува денес е Скопје, во соборниот храм посветен на неговото име. Скопје како седиште на нашиот архиепископ, значи на поглаварот на нашата православна црква. И еве ова утро имаме исто така две централни свети литургии во чест на Светиот Климент Охридски и во сите храмови кои што го носат неговото име, кај нас во земјата, но исто така и во диаспората. Овој празник е празник што паѓа во Божикниот пост, а како секој празник, денешната трпеза ќе биде постна и сите оние кои што го имаат како заштитник на своите домови или го носат неговото име, ќе дојдат во храмот да се помолат за нивно здравје, за нивно спасение, да донесат алеп како бескрвна жртва, која што ќе биде принесена пред Бога и ќе се спомнат имињата на сите домашни, со цел Бог да им дарува милост, мир, живот, здравје и спасение. Отец Илија, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и што ни објаснивте малку повеќе за празнувањето на празникот посветен на Свети Климент Охридски, но и за значењето на овој светец и нека е честит денешниот празник. Ви благодарам за вашата покана, честит на сите македонци и на сите православни христијани. Благодарам. Утрово во Македонија наутро разговаравме со отец Илија Мицевски Игнат за значењето на празникот посветен на Свети Климент Охридски, а се јавивме од храмот посветен на Свети Константин и Елена, што се наоѓа на улица Македонија, еден прекрасен, преубав храм кој навистина вреди да се посети.